Почитувани гледачи на Канал Плюс, уште едно издание на емисијата на Тема. Денеска разговараме со магистар доктор Гоце Стојменовски, раководител на итната медицинска помош во Делчево, а со него ќе поразговараме за професијата лекар и предизвиците со кои се соочува тој како вработен или раководител во оваа медицинска установа во Делчево. Добро дојдовте во нашата емисија, доктор. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Еве, неминовно е секој прашање кога со секој соговорник го започнуваме да го прашаме соговорникот за неговите почетоци. Вашите почетоци се сигурно подамни. Јас лично ве познавам, но еве за гледачите ќе биде убаво да кажеме од кога започна вашата љубов кон професијата лекар. Така, значи, уште од мали нозе имав желба да студирам медицина. Секако за сето тоа имав нормално дилеми дали да запловам во некои други области, освен медицината. Меѓутоа, сепак на крај одлучив дека медицината е нешто што можам да го работам, што можам професионално да ја извршувам таа професија и хумано да се посветам на сето тоа. Исто така за сето ова имав голема подршка од моето семејство. Сме биле, значи, уште предходно на многу немили настани сведоци, сме биле, еве, за удар од електрична енергија пред многу години во Берово, сите знаете што се случи тоа. Значи, тогаш сум немал никаков страф, иако сум бил средна школа, ме интересираше како изгледаат овие луѓе, односно повредени од удар од електрична енергија, и отидов случајно едниот да го пипнам да видам како изгледа. Ме интересираше, значи, уште тој фат, тој изглед на луѓево, додека во таа ситуација кога ме гледале моите родители, значи прво си мислеле зошто немам страф од вакви луѓе, кога сите останати се плашат или бегат од вакви настани, и веќе кога дојде ред да студираме што како да се одлучуваме, мојот татко тогаш рече, значи слободно можеш да одиш на медицина, бидејќи јас видов во неколку прилики дека ти немаш страф од вакви пациенти, дека можеш таа професија достојно да ја извршуваш. Каде го започнате вашето студирање? Значи моето студирање го започна во Република Бугарија на Универзитетот Климент Охридски во Плевен, Република Бугарија. Така, како течеа таму студентските денови, да ни кажеш нешто по-конкретно, дали беше животот студентски исполнет со многу интересни случаи, имаше сигурно многу колеги од други држави, нешто околу тоа да ни кажете. Така. Значи имав колеги апсолутно од цел свет, значи од Грција, од Индија, од Англија, од Русија, од Молдавија и сега да не ги редам сите држави и натаму. Нормално разменувавме уште од студентски денови различни искуства, какво е здравството во таа држава, во другата држава, па правевме споредби со Република Македонија, со Република Бугарија. Во однос на студирањето можам да кажам дека имавме едно многу квалитетно образование, пред се групите ни беа многу мали по обем, еве мојава група во цел медицински беше најголема, а само таа беше од 8 студенти. Останативе групи беа 5, 6, 7 луѓе. На секоја група нели на дисекција по анатомија имавме нов леш нечепнат, значи буквално почнуваш да работиш од кожа на него. Ги гледаш апсолутно сите нерви, сите крвни садови, сите органи. Асистентот на тебе стои како надзор, ти кажува каде да пазиш да не пресечеш нерв, да не скинеш крвен сад. Исто така сме имале апсолутно голем број на материјали, значи до микроскопски препарати. Микроскоп можевме да си земеме и за домашни услови и да се раздолжиме после од кога ќе помине испитот. Книги исто така сме земале од библиотека, кога ќе заврши испитот, ги раздолжуваш книгите. Мојава група исто на медицински факултет исто така беше меѓународна. Во групава имавме, значи, колеги од Република Бугарија, од Република Грција, ние од Македонија двајца студенти бевме и еден колега од Украина. Така да целото тоа искуство и дружење со колегите апсолутно ни стекна, значи, една доверба, една размена на искуство, една соработка, па исто така и меѓусебно и заедничко помагање во учење и добивање на материјали апсолутно за сите испити. И на крај искрено сум многу среќен што сите од оваа група успеавме да станеме доктори. Денеска некои се, значи, доценти на медицинските факултети, асистенти, покрај што ја извршуваат лекарската професија, исто така се со многу титули како магистри, имаат одбранено докторати, меѓународни трудови и до ден денешен исто така со
сите комуницираме и соработуваме и можеме да размениме искуства. Исто така многу пати се соочуваме, значи покрај комуникациите да имаме убави поводи, па да се поканеме и на свечености, без разлика што сме од други држави. Еве лично сум присуствувал на многу свадби во Грција, во Бугарија, во Република Србија, значи кај многу колеги кои се мои добри пријатели. Од сегашна гледна точка, кој дел од медицината, од сегашен аспект, значи ви е доловено како полесен материјал за изучување од студентски гледањето на изучувањето на медицината како студент? Вака, сега медицината, знаеме дека е многу тешка гранка и тоа апсолутно оваа материја е иста во цел свет. Буквално кај да отидеш, човечкиот организам е тој. Органите се тој, региите во човечкиот организам се тие. Значи, зависи секој треба кога почне да ја изучува медицината да прецени која гранка сака да ја изучува и која сака гранка да ја работи. Пак ќе речам дека тоа е индивидуална работа. Сега мене ако ме бива во однос на хируршките гранки, некој колега го бива во некој друг дел на медицината. Затоа медицината па и на некој начин е исто така поделена и кога работиш и примерно секундарно и терцијарно здравство. Значи зависи кој во кој дел се пронашол, во кој правец сака да продолжи и во кој правец сака да ја извршува својата професија. Исто така доколку почнеш да работиш, се соочиш со тежина, значи видиш дека не можеш да ја извршуваш таја работа како лекар, бидејќи едно е кога учиш, од кога ќе почнеш да работиш, значи видиш дека има и други проблеми, значи дека не е само книгата. Во тој аспект можеш па да се научиш и во научна дејност. Примерно, можеш да се докажеш како асистент, доцент, професор на медицински факултет. Исто со завршен медицински факултет можеш да предаваш и во средни медицински училишта. Исто така можеш да работиш и како здравствен инспектор. Можеш да работиш како медицински представник во многу фармацевски фирми или некои други куки. Така да, пак ќе речам, нашиот факултет е еден од широк спектар, каде можат да се вклопат повеќе работи, само треба правилно да се насочиш и сето тоа што ќе се насочиш да го работиш со желба, со љубов и тогаш веќе нема тежина во сето тоа. Тогаш значи работите идат едно по друго и едноставно да не речам како песна. Сега да поразговараме за периодот од вашето дипломирање, конкретно вие дипломиравте на кој одсек, па се до првите почетоци пред вработувањето за кое подоцна ќе се навратиме на вашето работно место на кое што сте сега. Значи, на кој одсек завршивте? Завршен медицински факултет, општа медицина имам завршено. Значи, тоа се стекна веднаш по завршувањето со звањето доктор на медицина. Всушност, како и таква гранка, така и аплицирав да почнем со моето вработување овде во нашава општина во ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев Делчев. Еве, со кои предизвици значи се соочивте до моментот додека стапивте на вашата сегашна функција? Прво сигурно бевте вработен во итната медицинска помош, сега сте раководител. Може ли да се научи многу и од овдешните колеги, мајки предвид дека дел од докторите кои што се вработени во итната медицинска помош во Делчево, своето образование го поминале на универзитетите во Македонија? Така. Вака сега, значи прво и основно секое вработување си е приказна само за себе. Ја завршив во време, значи кога имавме доста многу кадри, во исто време завршија многу колеги каде се соочувавме со конкуренции на конкурси и едно друго. Меѓутоа еве за неколку после, значи 7-8 години па и 10, бидејќи јас веќе 11 години како работам како лекар, значи доаѓа воопшто во целава држава дека имаме значи многу малку кадри кои ќе ги пополнат овие места. Така да секој период си носи своето. Во однос на другово прашање, значи, јас имам одлична соработка апсолутно со сите колеги овде во општинава, па и пошироко и од другиве општини и другите регионални центри, па и клиниките во Скопје. Така да може многу да се научи од искусниве колеги, можат добро да те наведат во оваа професија, пред се како да бидеш стрплив, како треба да бидеш хуман во ваква ситуација, како да постапиш професионално, па и на некој начин да те насочат во однос главно на лекувањето, на диагностицирањето, на протоколите кои се дадени од Министерство за здравство и соодветно според нив како да постапуваш во таква ситуација. Значи, пак ќе напоменам, воопшто не само јас, еве и како служби поделени, значи
по категории во здравството, би рекол, имаме одлична соработка. Ние, итната медицинска служба, соматичните лекари, со колегите специјалисти и воопшто со целиот медицински персонал. Значи, сметам дека тимската работа е нешто најдобро и кога се работи тимски, секој пат се има успех за било каков случај. Исто пак ќе напоменам, значи неколку умови се повеќе од еден. Значи секој пат треба да се прифати, значи мислење и од помал колега од мене, со помалце работно искуство. Исто така и од повозрасен. Значи на крај треба да се сумира едно заедничко јас и да се постапи според него. Инаку сме имале многу настани, значи сме имале и масовни несреќи, сме имале тешки собраќајки, сме имале интоксикации, кога требало да делуваш многу брзо, требало да делуваш, значи кога се во прашање секундиве. Исто така знаете дека ние во Делчево овде немаме болничко лекување, освен дневна болница што имаме на интерно, имаме значи дневна болница во итна медицинска служба со неколку кревети и гинеколошка болница. Од останатите случаи кои не можат овде и немаме услови за такви патологии, ги носиме во најблиските центри, а многу пати може да се случи значи да се патува и до Скопје, иако се во прашање 200 километри. Значи, за тој третман пациент да го земеш овде од Делчево, 200 километри да го одражиш во живот, нон-стоп над него да висиш, да работиш, значи, да се соочуваш во секундата со нови предизвици, треба да бидеш стрплив, треба да бидеш спремен, значи, покрај само сноѓање потребно и знаење, и тоа знаење нон-стоп да се едуцира, да се обновува, бидејќи секојдневно имаме нови работи, нови лекови, би рекол, нови протоколи кои се дадени од Министерство за здравство и исто така медицина базирана на докази, соодветно да постапиме со нив, се со цел да бидеш професионалец во службата во која работиш. Ќе се навратиме конкретно на дел од случаите и потешките случаи со кои сте имале прилика да бидете фактички инволвирани во целиот тој процес на нивен транспорт до медицинските центри подалеку од Делчево. Сега малку ќе се навратиме и на вашиот период кога бевте и матичен лекар, имавте голем број на пациенти, се сеќавам на тој период. Како одеше тогаш соработката со пациентите? Така. Вака сега соработката исто така одеше кога работев исто така како матичен лекар. Значи односот лекар-пациент сметам дека треба да биде на едно повисоко ниво, да биде застапена етиката овде, односно културата, разбирањето од двете страни. Знаеме дека имаме закон права на пациенти, меѓутоа права на лекари немавме доскоро, сега имаме некои измени во тој поглед. Меѓутоа, сметам дека како матичен лекар, таа работа е добро замислена, добро е направена, меѓутоа само сметам дека во тој момент, сега кога зборам, предходно значи беше малце помалку од сегашно, администрацијата е на едно многу високо ниво. Сметам дека оваа администрација малку треба да се намали, бидејќи една иста работа е многу да ја пишуваш едно 5-6 пати или 7 пати. Бидејќи истата работа ја пишуваш во картон, во здравствена книшка, во амбулантски дневник, ампуларен дневник, ја внесуваш во компјутер, па исто така одредени болести ги пријавуваш нели во хигиено-епидемиолошка служба, во фонд за здравство како што се собраќајки или некои други патологии со кои се соочуваме. Значи сметам дека тоа треба да оди системски, треба да биде внесено еднаш и до таа информација да имаат, да речем, и останатите служби нели пристап податоци, за да не се губи драгоцено време и нон-стоп само тоа да работиш и да мислиш кога си отидеш од работа, чеке дали јас ова го запишав или не го запишав. Додека дека работиве она што си го учел во однос на болестите, на лековите, на диагностицирањето, тоа си доаѓа само по себе. И некако буквално дури и во сон да те скорнат, ти веќе тоа на памет го знаеш, би рекол. Меѓутоа може да се случи во однос на администрацијата нешто да заборавиш. А кога ти дојде еве примерно контрола или републичка контрола, значи тогаш немаш оправдување зошто си заборавил да го запишеш или што било главно, или еве, например, може да се случи да го запишеш во картона да не е внесено во компјутер, или обратно да е внесено во компјутер да не е запишено во картон. Меѓутоа сметам дека вакви работи треба да бидат
пак, значи, системски поврзани, се со цел да се намали администрацијата, да биде на едно и во иднина се надевам да имаме некој стабилен систем, односно програма со која ќе работиме и да биде таа зачувана и трајна програма. Како во тој поглед ќе го објасниме проектот Мој термин кој се спроведува веќе низа на години, за некого успешен, за некого зависи како гледа на работите. Што еве за вас значи овој проект за воопшто за медицината во Македонија? Вака сега, значи тој проект исто така и ние сме еволвирани, итната медицинска служба, односно не итната медицинска служба, значи по големиве градови како Скопје и Битола, мислам дека во нашава држава имаат дежурна служба и итна медицинска служба. Додека во останатите општини итната медицинска служба и дежурна служба е едно и исто. И сега кога дојде пациент на преглед кај мене, значи јас морам да го селектирам во кој дневник ќе го запишам, дали во итна медицинска служба или во дежурна служба. Сега со новите измени во Министерство за здравство, еве лично јас пред една недела бев на обука во Министерството за проектот Мој термин, е задолжително, значи веќе кога ќе ни дадат зелено светло од Министерство, пациентите од дежурна служба да ги внесуваме во Мој термин. Сметам дека Мој термин е една многу добра работа, бидејќи ги внесуваш тамо сите одредени податоци, конкретно, точно, начин на лекување, за сето тоа му дадеш извештај на пациентот, меѓутоа податокот останува и во компјутер. Ако се јави во дежурна служба кај мене пациентот, јас сум го внел системски пациентот. Ако го изгубил извештајот, значи матичниот лекар ќе може да провери што јас имам аплицирано, што имам ординирано преку викенд, еве да речеме, или ноќна смена, или во време на празник кога не бил матичниот лекар на работа, и соодветно да продолжи третман на понатомошно лекување на тој пациент. Исто така една добра работа е сега за Мој термин, што го кажуваат, значи повеќе нема да ги внесуваме тие пациенти во амбулантски дневник, ќе ги внесуваме само компјутерски и тие податоци ќе бидат трајни за пациентот таму. Така да сметам дека едно големо плюс е за сето тоа, бидејќи на некој начин може да се тргне со тој проект, нели администрацијата, да се сведе на едно малку пониско ниво и така да тој начин да се олесни работава на целиот медицински персонал. Исто така пак ќе напоменам, до Мој термин пристап немаат само лекарите. Значи, си има дел, значи, кај што треба да го пишува медицинската сестра, каде што треба да го ажурира дневникот на пациентот или дневникот на службата и кај што треба да го завери тој дел, додека, значи, анамнеза, статус, начин на лекување, ординирање на терапија, даден совет си е, значи, делот на лекарот, односно кој е надлежен лекар во таа дадена ситуација. Исто така сметам, во однос на закажувањето на Мој термин, бидејќи Мој термин повеќе и тоа значи не само за во дежурна служба или кај останатите колеги, кај матичните лекари или матичните гинеколози. Закажувањето сметам дека е на многу добра работа. Еве јас сега имам потреба во Скопје на некоја клиника да завршам работа. Ако ми се каже во 13 и 15, јас соодветно ќе се организирам и во тој термин ќе бидам таму. Меѓутоа тој термин треба да се спазува. Исто така треба да се најде некое добро решение за приоритетните упати, бидејќи приоритетните упати во Мој термин во програмата не се опфатени, а матичните лекари или некои други лекари можат да ги дадат тие упати. Сега, примерно, ако денеска 15 минути е лекарскиот преглед треба да биде за да се обрне доволно внимание, а имаше закажано да речеме 15 пациенти денеска. По 15 минути тоа ти е цело работно време. Во таа ситуација кај некој колега не се предвидени приоритетните упати. А може да речеме некој лекар да издаде, еве да речеме, кај истиот лекар, кај што го упатува, 3 упати, другиот 2, третиот 3 и на крајот да се соберат плюс уште 10 пациенти. Значи не е проблем, тој лекар ќе ги прегледа сите пациенти, бидејќи наша здравствена должност е секој што ќе побара здравствена заштита, соодветно да му биде укажан. Меѓутоа прашањето е колку ќе биде квалитетен тој преглед. Така. Дали ќе си има доволно концентрација, како што ќе го прегледаш првиот пациент и тој последниот со приоритет. Значи, сметам, сепак сме ние луѓе, како сите останати што е, сите, значи, ние немаме нешто повеќе од некој човек за да имаме повеќе концентрација, за да имаме повеќе мок или нешто надприродно што е. Значи, сепак треба да бидеш професионалец, да бидеш квалитетно да ја работиш својата професија и
тој начин е само значи еден патоказ до успех. Токму тој патоказ за успехот, квалитетната работа, сигурно е дел од она што за вас представува успех. Моментално сте раководител на позицијата во итната медицинска помош. Тоа е предизвик со кој се соочувате несомнено. Имате и тука сигурно проблеми со кои сте се соочувале низ годините наназад и сега. Што моментално еве значи итната медицинска помош за граѓаните на Делчево, со што се соочувате како проблем и да ни наброите некои од ситуациите во кои што дошла до израз вашата хуманост како лекар. Така. Вака сега, значи проблеми постојат и ќе постојат во иднина. Затоа има и директори, има раководители, значи има носители на дејност кои тие проблеми треба да ги решаваат. Значи со добра организација, со добро сваќање на работните задачи, професионално, значи проблемите се надминуваат многу брзо и би рекол посебно кога се работи тимски со разбирање, тогаш речи си проблемот е на едно многу ниско ниво. Значи порано сме имале, значи до пред некоја година кадровски проблеми, значи во службава едно време буквално останав само јас да работам, тогаш имав значи помош од секундарното здравство, што прифатија неколку колеги да дежураат. После се решија проблемите полека, сега во моментот кадровски не сме толку загрозени, меѓутоа пак ќе наидеме на некоја ситуација кога ќе настане проблем. Дали тоа ќе биде во однос на организација за одредена работа, дали да биде за сменско покриеност проблемите едно друго. Меѓутоа во таа ситуација кога имаме вакви проблеми, пак ќе напоменам колегите од примарно здравство, односно матичните лекари, секој пат во наша општина ни излегуваат во пресред. Кога имаме вакви ситуации се договориме заеднички како да функционираме, ние со нив, они со нас, и така да пак наоѓаме некој начин на соработка и начин како да бидат тие смени покриени. Друга работа многу пати знаеше преку годините да се случи, или пак ќе кажам со кадровските решенија што немавме доволен број носители на дејност, посебно околу годишните одмори. Значи треба половината персонал да остане на годишен одмор, другата половина да работи. Сме имале некои пати натрупани смени, сме имали 24 часа дежурство, сме имали 12 часа дежурство. Исто така може да се случи завршиш смена 12 часа паралелно да си во приправност, да продолжиш до Скопје да патуваш како медицинска придружба, па да ти се фатат 20 часа, да не речам во вертикала. Значи организамот се оптеретува во тој начин. Се знае организамот колку треба да одработи, колку треба да одмара, како храна да внесува за да добие енергија, сила и за да може сето тоа да го сработи како што треба. Исто така во однос на лекар-пациент можат да наидат некои конфликтни ситуации, посебно кај кога дојде пациент во алкохолизирана состојба или под некој друг ефект, да не можеш да се разбереш со него. Меѓутоа пак наоѓаш ти си тој што треба дипломатски да ја изведеш ситуацијата, дипломатски да го решиш проблемот и да му дадеш правилна насока сето тоа како да заврши. Исто така може да дојде конфликтна ситуација кога имаме еве итно болен пациент. Знаеме дека протоколот за медицина, односно за итна медицинска служба, дава дека во медицинско возило може да патува медицински персонал и итно болен пациент. Многу пати знаеме да имаме притисоци од членови од фамилија, сакаат и тие да патуваат со нивниот член, иако не е дозволено тоа, па во ваква ситуација на итност да изгубиш драгоцено време, примерно 5-10 минути, 15 минути додека им објасниш. Значи, во вакви ситуации сме биле неколку пати, меѓутоа се надевам дека во иднина, па и веќе допира тоа до народот, дека треба да ги почитуваат советите од нас лекарите, бидејќи ние сме таму најдобро да ги насочиме пациентите за нивно добро и за нивните членови, не само за лично за пациентот. Така да доколку се најде на разбирање, мислам дека тие проблеми многу лесно ќе се елиминираат и во иднина би можеле да функционираме, да не речам прекрасно. Кога би раскажале една случка во која што лекарската професија навистина била исправена пред предизвик, која би била таа? Имаше многу трудови кои излегоа на социјалните мрежи и по интернет, а во кој вашето име доминираше во насока на хуманата страна која што и хуманиот дел од професијата која што е ваш препознатлив знак за лекарите.
Така, јас имам објавено многу трудови, значи повеќето трудови кои ги имам објавено се од сопствено искуство. Значи во таква дадена ситуација сум бил значи главен носител на дејност или па можеби сум се соочил како раководител, таму сум бил информиран од колеги едно друго и сум направил некој труд. Во ваква ситуација, прво и основно е многу важен првиот пристап. Тријажата како еден многу важен дел, нели основата, сето тоа што треба да го направиш на време. После тоа спремноста на пациентот да биде спремен за транспорт. Бидејќи пак ќе напоменам, ние немаме овде хоспитален дел каде да ги третираме тие пациенти. Значи во многу ситуации сме се соочувале кога пациентот не бил спремен за транспорт. Ти мислиш дека веќе е спремен за транспорт, најде некоја итносна ситуација поново, значи нарушување на витални функции едно друго, значи апсолутно тогаш не си ни моќен ни належај да го качиш, да го носиш, значи бидејќи секоја секунда е важна. Значи пристапот, етиката, значи професионалното работење и објаснувањето и соработката со најблиските членови во ваква ситуација, пак ќе кажам дека дава еден голем успех и успех значи за самиот пациент и апсолутно за цела фамилија. Значи сум се соочил како што напоменавте во многу ситуации, сум имал интоксикации, значи на братчи и сестриче на деца кои сме патували 200 километри. Сме правеле најпотребните значи работи во оваа ситуација, спремен дефибрилатор, значи направена лаважа, одржување на витални функции, прочистување на целиот организам, следење на витални функции. Исто така сме имале, значи, исто преземено случаеви од секундарното здравство со кои сме били медицинска придружба. Преземени случаеви од колегите гинеколози и матични кои сме патувале со нив. Сме имале масовни несреќи, сме имале, значи, масовно труење во комбинатот Рудине. Тогаш експресно сме се организирале, да не речам регионално, апсолутно за цел регион, да побараме здравствена заштита, кадри, значи, од околниве општини, возила, се со цел за да излеземе во пресрет на тие луѓе. И кога ќе кажем, значи, кога станува збор за итност, апсолутно не ни е важно во таа ситуација дали пациентот има здравствено осигурување, дали носи потребни документи, дали е странец, дали по национална база или политичка база, тогаш ни е важно, значи, на сите колеги да се спаси живот, да се помогне во дадена ситуација, бидејќи знаеме дека човечкиот живот е нешто најдрагоцено кое треба да се одржува и понатаму. Кога беше масовното труење, тогаш имавме над 500 прегледи. За овие 500 прегледи во неколку дена немавме наплатено ниту динар од нашава институција. Значи, тогаш професионално, тимски, значи, матични лекари, итна медицинска служба, секундарно здравство и организацијата од останатите, значи, општини од здравните домови направивме, значи, една многу добра работа. Исто така сме имале сообраќајни незгоди кога биле засегнати повеќе луѓе. Значи, биле по 5-6, по 10 луѓе. Значи, тогаш соодветно пак сме постапували по медицински индикации, по протокол даден од Министерство за здравство и успехот бил, значи, неминовен во ваква ситуација. Емисијата, некаде сме при крај на емисијата, магистар доктор Гоце Стоименовски, како за крај вашите идни планови, неодамна се стекнавте со звањето магистар доктор. Кои се вашите понатамошни предизвици со кои очекувате да се соочите? Значи, секоја едукација, секој постдипломски студии, секоја специализација си носи нешто ново. Се надевам дека овие магистарски студии ќе ги искористам максимално, како што треба, значи да ги одработам исто така, впрочем и затоа си ги учел, нели, за да ти затребаат во животот. Јас првично ги запишав овие магистарски студии, бидејќи ми требаше првично за во Скопје на медицински факултет, бидејќи испитувам на државен испит во комисија и покрај работната дејност ни бараше и научно звање. Првично затоа ги запишав. Меѓутоа се надевам дека ќе ми затребат и во некој друг аспект во мојот живот, бидејќи пред мене имам уште 30 години работен стаж. Така да, други планови,
Како и досега што работам професионално, планирам така да работам. Секој пациент што ќе побара здравствена заштита, соодветно да биде примен од моја страна, да ја добие истата, доколку немаме услови соодветно да биде упатен каде што може најбрзо и најнавремено да заврши неговата проблематика, односно здравствениот проблем. И така да очекувам, значи, како досега, целосна соработка со сите колеги, со сите институции, па и со вас новинарите, значи сепак вие имате главен дел нели во следењето на активностите и на работата на сите професии, како и во нашата. Почитувани гледачи на Канал Плюс, ова беше една тема. Разговаравме со магистар доктор Гоце Стојменовски, раководител на итната медицинска помош во Делчево. До следно видување.